Добро утро за нашите гледачи на Канал 5 телевизија и Здраво Македонија. Ово утро нагости сме во ординација, каде што ќе ви донесеме еден поразличен пристап кој го опфаќа телото, умот, буквално холистички пристап за превенција и оддржување на нашето здравје. Ово утро ќе зборуваме за хомеопатијата. Чест и задоволство наш соговорник да е доктор Билјана. Доктор Билјана, добро утро. Добро утро. За нашите гледачи и за сите граѓани, за оние кои досега можеби не се сретнале, да објасниме што е хомеопатија. Накратко, значи секогаш го почнувам овој начин на објаснување за хомеопатијата. Хомеопатијата е природен начин на лекување, но што е природно во хомеопатијата е многу различно од она што ние го замислуваме дека е природно. За разлика од конвенционалните пристапи на природната медицина, како што е фитотерапијата, значи лекување со билки, значи чаеви, тука се најразлични еликсири, хомеопатијата нема хемиска супстанца внатре. Практично, значи нејзината препаратите кои што ги користиме во процесот на лекување се толку многу разредени да внатре нема ниту една молекула од првобитната супстанца, дали е тоа од растение, може да биде од минерално потекло, може да потекнува од животинско потекло, имаме препарати, па дури имаме и препарати кои што се направени од предизвикувачи на заболување. Значи, тој пристап е вибрациона медицина, значи хомеопатијата припаѓа во групата на вибрациона медицина, каде што по принципот на пренесување на информација прави стимулација на организмот истиот да се врати во рамнотежа. Значи, кога ќе го разгледаме, хомеопатијата не е лекување како субстанца која што во нашето тело прави некоја промена во однос, например, не знам, ја убива бактеријата како што прават антибиотиците, значи го смирува по хемиски принцип организмот како што прават многу препарати за смирување. Хомеопатијата не го прави тоа. Значи, тоа она што го прави е стимулација на организмот самиот да се врати полека во рамнотежа, во неговата рамнотежа, бидејќи сите од нас имаме поинаков начин на рамнотежа. Тоа што е за мене рамнотежа, не е за вас рамнотежа, ама тоа е нашето добро, тоа е нашето здравје и тоа е нашето битисување како што треба да биде. Значи, хомеопатијата не е нешто ново, значи хомеопатијата постои некаде над 200 години. Таткото на хомеопатијата, доктор Самуел Ханеман, е роден пред 251 година. Значи, потеклото на хомеопатијата од Германија, бидејќи доктор Самуел Ханеман работел како доктор на медицина, но видел дека тогашната медицина не може многу да им помогне на луѓето и бидејќи веќе знаел многу јазици, истите, значи, ги предавал на деца, така се школувал кога го завршувал медицинскиот факултет во Лајпциг, преведувајќи медицинска литература, доаѓа до еден трактат каде што има објаснување како се лекува маларија, дека маларијата се лекува со кинин, бидејќи кининот има астригентно дејство. Но Ханеман знаел дека многу препарати имаат астригентно дејство, но тие не лекуваат маларијата и решил да зема мали дози од кинин секое утро и по одреден период тој ги добил симптомите на маларијата. Односно, тука потекнува целата филозофија на хомеопатијата и основниот принцип симилија симилибус курентур, односно слично со слично се лекува. Што значи тоа? Значи, една субстанца кога би била во високи токсични дози, тие значи, здравствени состојби што ќе ги предизвика во нашето тело, во тие состојби може да ги лекува хомеопатската приправка од таа субстанца, но тоа е толку многу разредено, како што кажав на самиот почеток, да нема ниту една молекула од првобитната субстанца внатре. И со самото тоа почнува една пракса која што е многу интересна и била прифатена ширум светот за хомеопатијата и тука ги поставува основните начела доктор Самуел Ханеман, значи холистички пристап, лекување на човекот во целост и индивидуално. Значи, секој пациент си е своеприказна. Значи, без разлика што дијагнозата може би да биде иста, но сепак приказната кај тој човек и развојот на тие симптоми може да биде и различен, може да биде манифестацијата на симптомите на поинаков начин, дијагнозата е иста, но сепак е во многу аспекти целата состојба различна. Хомеопатијата нема несакани ефекти, нема контраиндикации, тоа е многу важно да се знае, бидејќи во хомеопатијата
Знаете како, постојат многу митови, некој прочитал, не дочитал, значи се информирал од некои сомнителни сајтови, читал некои мислење и така натака. Многу често ја носи етикетата дека е плацебо заради тоа што нема хемиска субстанца внатре, по хемиски пат не може да се докаже хомеопатијата, но новите испитувања што се правени и на растенија, и на мали бебиња, каде што всушност плацебо ефект не може да се предизвика, значи докажале дека хомеопатските лекови делуваат. Сега ширум светот повторно се прифаќа хомеопатијата, значи влезена има многу здравствени системи ширум светот, значи во Швајцарија е прифатена, во Франција долго време е прифатена и функционира како дел од здравствениот систем, во Германија исто така. Така да е нешто кое што луѓето го користат и посакувано. Една статистика, мислам да не ве лажам, мислам дека беше од 2012 година по проценти на употреба и побарувачка на светско ниво, посебно во Европа, колку е барана хомеопатијата, беше на второто место. На прво место беше акупунктурата, односно кинеската медицина, на второ место беше хомеопатијата, на трето место беше фитотерапијата и на четврто место беше конвенционалната медицина. Така да интернационално се користи хомеопатијата. Тука во Македонија можеби не е општо толку познато, без разлика што јас веќе 20 години работам како хомеопат. Сепак се уште се среќавам со ситуации каде што луѓето воопшто не слушнале, не сретнале, чудно им звучи целиот тој процес, ама сега е многу подобра ситуацијата отколку што беше пред 20 години, се согласувам. За крај, доктор Билјана, кој е вашиот совет? Кога е вистинското време да се започне со третман на хомеопатија? Дали од самото раѓање на бебенцето, детенцето, или можеби во подоцнежните години, да пациентот едноставно ја даде довербата за своето здравје токму на оваа област? Нема вистинско време. Секое време е вистинско време за лекување со хомеопатија, доколку пациентот се чувствува спремен дека сака да почне. Некои ги носат бебињата уште од, како да ви кажеме, 40 дена се кај нас, не за друго, туку само да се прошетаат, бидејќи веќе имаат искуство со хомеопатија, па сакаат и тоа детенце да се води хомеопатски. Имаме многу постари личности кои доаѓаат дури и после 70-та година кај нас за помош, но едноставно треба да биде одлука дека малце се менува стилот на живење, бидејќи хомеопатијата, за разлика од конвенционалната медицина, стварно може да влезе под кожа и може да најде решение за многу работи во секојдневниот живот, каде што буквално не можеш ни да замислиш дека би можела да ти помогнат. Например, една арника, хомеопатски лек за повреди, значи тоа е како прва помош и голем број пациенти си го носат со себе било кога кој ќе излезат од дома. Значи, таквите мали работи веќе го менуваат и стилот на животот, така да во било кое време, кога да се решат, може да дојдат на хомеопат. Благодарам многу за овој утрински разговор и се надевам дека бар малку помогнавме или допревме во домот каде се уште хомеопатијата нема допрено. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Ако се уште се немате одлучено како да се грижите за вашето здравје, направете го тоа час поскоро, бидејќи секогаш треба да правиме превенција и да се грижиме целосно за нашето здравје, за телото и умот. А ние сме тука да ги донесеме во вашиот дом најдобрите во оваа област.